дојдовте назад утринска програма на телевизија Алфа. Цели 3 часа сме заедно со вас во работните денови. Најавивме интересна тема за трудниците, како тие се соочуваат со предизвиците на лето и високите температури, но и како се заштитуваат од коронавирусот. Тука на гости од клиниката Аџи Бадем Систинат ни е доктор Слободан Дракулевски, специјалист по гинекологија и акушерство. Добро утро. Добро утро. Секој утро. Благодарам. Да. И за вас. Така ни е наречена емисијата. Добро Да, утро, секој утро на телевизија Алфа. Знаеме дека сите ние се имаме предизвици одредени или во летниот период, сите поинаку се справуваме со високите температури, но вие сте тука од стручен аспект да ни кажете како па сега трудниците се соочуваат, има ли поголем ризик од некаква инфекција и како да се заштитат. Плюс и пандемија. Да, тоа е сега модерно со пандемијата. Да, ќе ни кажете дали повеќе страф владее кај трудниците. Повелете. Страф постои секогаш, меѓутоа бремена жена, трудна жена не е болна жена. Тоа е како да ви кажем на друга состојба, не е прва него втора. Меѓутоа телото се прилагодува на таа состојба, на тие хормони од бременоста и се адаптира на состојбата. Така да бремената жена од своја страна е на некој начин имунолошки позаштитена, има покачување на имунитетот практично. Односно сите болести збориме, не само за короната. Од друга страна има промени во телото, да речеме во прв момент под дејство на хормоните се задржува некаде 2 до 3 литра течност во телото, значи вода практично. И тоа што викаат сите демек се надував. Да, како потечење. Оптеретив, како потечење, тоа е фактички задршка на течноста, што е нормална состојба во почетокот на бременост и во целата бременост. Тоа е еден момент. Втор момент, некаде до кај 24-та, се прави поделба на фазите на бременоста. До 24-та недела бременоста е релативно мала. Бебето е околу 500 грама, така да не е преоптеретено телото и таа бремена жена може да се понаша сосема нормално. Тоа подразбира нормална исхрана, нормално шетање и избегнување на тешка физичка работа, некои тешки вежби, у тој смисол. Меѓутоа, самото движење и физичката активност е неопходно за самиот организам, а и за после породувањето, за да може се обрне внимание на бебето. Да, сега ете во време на светска пандемија, па да кажеме прво ете во тој поглед, во таа насока како да се заштитат трудниците, и тоа дали позитивната трудница може да го пренесе? Позитивната е секако заразна практично, затоа што тој вирус постои во грлото, во носот и се пренесува на околината. Значи, овие као понови согледувања се дека отприлика од 100 луѓе, 80 луѓе ќе го носат вирусот и делимично се заразни за околината, а немаат симптоми. И тука е најголемиот проблем. Значи, од 100% и од 100 луѓе, 80 се практично здрави, а носители на вирусот, 20% или 20 луѓе би имале знаци на грип, со настинка, со температура, со болки во зглобови, се губи мирисот, се губи вкусот, тоа се све знаци на таа короната. Меѓутоа, од нив околу 5% ќе имаат тешка слика и смртност. Така да од 100 некаде 5 се во таа лоша состојба, што се случува и да не преживеат. За разлика од другите грипови, кај што е 0,2%. Значи, на 1000 луѓе, 2 ќе умрат. Овдека е поголема бројката. Значи, опасност од короната што е? Прво е големото и брзо ширење, страшно брзо се шири, и преку аерокапково загадување, преку воздух практично, најповеќе, помалце преку површините, многу помалце, али највеќе преку воздух и преку додир на лицето. Тоа е еден момент. И втор момент е што е многу, кај тие што стварно имаат тешка слика, е многу опасен, као медицински е многу опасен вирусот, за кој што практично има делумни лекови. И сега вика, ако е заразена трудницата со коронавирус, дали може да се пренесе преку мајчиното млеко и до енчето? Значи, она е во принцип заразна за околината, тоа е едно. Второ, според овие досегашни, имам балце наводи, не може никој да тврди 100%, постојат наводи дека
во 90% случаи не се пренесува преку мајчиното млеко, дека теоретски пациентската може да го дои бебето. Меѓутоа, во денешно време кога постои таа формула и све друго, малтене никој не се решава да доди на тој момент на природно доење. Има втор момент што е интересен, бидејќи коронавирусот е малце поголем вирус и постои заштита кај имунитет кај жената, така да тој вирус потешко ја проаѓа по стелката. Значи има во многу случаи има кај што мајката е стварно болна од корона, кај што стварно се раѓа, бебето нема знаци на корона, значи не се пренесува инфекцијата на самото бебе. И затоа бебето после пороѓајот се зима, се мие, се дезинфицира и се трга подалеку од мајката. Можно е да бидат заедно, меѓутоа со многу ограничувања што е тешко изводливо практично. Да, ете, освен во услови на COVID-19, ете сега сме во услови на високи летни температури, па како ете трудниците се соочуваат со поголеми проблеми во овие потопли денови? Исто како сите луѓе, на сите им е топло, кај нив се намалени терморегулативните механизми, така да мора да внимаваат. Значи, тоа внимавање што подразбира? Наутро, доке 9, 10, 11, најдосна прошетување и излагање од дома и навечер после 6. Бидејќи пак мора да има физичка активност, 1 сат шетање дневно, колку да се одржава кондицијата. Од една страна, од друга страна мора да се внимава на исхраната, да биде полесна, потенка, што се вика повеќе на салата, помалце на готвени работи и течности. Некаде 2 до 3 литра дневно течности. Тоа подразбира вода и подразбира сокови, меѓутоа природни сокови, цедени, што ги викаме. Да се избегаваат обработените овие што се и храната и соковите. И соковите, така, да. Еден од најчестите проблеми ги споминавме веќе нелагодноста, односно потекувањето, но па во летен период некако кажавте и вие дека повеќе течности се пијат и уште повеќе веројатно ќе се жали само во наводници трудницата дека потеченоста е поизразена, би рекла, во летниот период. Има ли вистина во? И како да се справи? Има, затоа што организмот на секој човек се брани од топлината со зголемување на крвотокот, посебно периферниот. Значи сите крвни садови на периферија се проширени и на тој начин се ладат. Тоа е еден момент, втор момент е преку потењето. Значи со потењето водата оди на површина на кожата, таа испарува и така се лади телото. Значи во људскиот механизам интересно е што постојат механизми за ниска температура, за минус 10, 20, 30, кои што го штитат телото, меѓутоа покачувањето на температура има многу малце механизми. Значи, зголемување на температура од 2-3 степена нагоре, 30, 35, па и 40 степена, да речеме, многу полошо влијае на организмот, го оптеретува, почнувајќи од кардиоваскуларниот систем, до сите крвни садови се преоптеретени, постои таа загуба на течности, затоа и викаме дека треба да се надокнадува таа течност максимално и тоа е, да речеме, трудниците се поизложени на нозете, уствари. Тие крвни садови се секаде површински, подповршински, меѓутоа најизразени се на нозете, што значи дека треба да се движи, да прошетува, механизмот за повлекување на отокот е со движење и да се тушира, да се мие со ладна вода, посебно нозете, евентуално да ги подига у кревет, да се одмара. И тоа е тоа. Нема некоја посебен совет. Нема некоја наука тука. Нема некоја наука, да. Кои други предизвици има во летниот период? Со кои се проблеми се соочуваат трудници? Сонцето. Сонцето. Значи, топлината и сонцето, почнувајќи од сончаните, тоа пошто влијае на кардиоваскуларниот систем, најчесто се јавува пад на притисокот со евентуални колапси. Така да пациентката паднува, легнува и во тие моменти најбитно да се испратка со вода, да се подигнат нозете, да дојде фактички мозокот останува без доволно крв и тоа е паѓањето у несвест, што ви кажат. Меѓутоа тоа се подобрува веднаш,
доколку пациентката легне, ја спушти главата доле, ги подигне нозете. Мислам, тоа не може сама, треба некој да ја помогне во секој случај. Секако. Така да, топлината си има своје влијание. Да. Неа никако се и се простува затоа што е во друга Да, состојба. друга Токму така, да. не е прва. Така да, ризично ли е одењето, докторе, на море или планина во време на светска пандемија? Ете да откриеме до сите наши гледачи и трудници кои во моментов ете пред најважната и најубавата улога се во нивниот живот, има ли опасност ете? Во ова време не време би рекла на светска пандемија да заминат на одмор без грижи. Проблемот е во пандемијата, не е во физичката активност и во движењето на жената. Значи во нормални добри услови она патува на нормален начин, не е нешто посебно оптеретена. Меѓутоа, заради пандемијата фактички мора да има максимална заштита. Тука се подразвија истите тие стари методи, не стари него проширени методи, прво заштита со маска за дишењето, пошто првиот начин на ширењето на вирусот е преку дишењето, преку кашлање, преку кивање, некаде до метар и пол во околината, значи она прво мора да носи маска. Таа маска мора да биде солидна маска, не било која, да речеме хартиените маски траат 2 сати, не траат цел ден. Да, тие се за едно. Има маски со шта шифра N95, тие се со 5 слоја као позаштитени, траат подугачко време и до месец дена. Мора се прскаат секој ден навечер со алкохол, као заштита од вируси, од додири и од све. Али значи мора да носи квалитетна маска. Второ момент е рацете, често миња раце, дезинфекција со алкохол. Се покажа дека алкохолот е суверено средство за мијање и за дезинфекција. И трет момент е избегнување на контакти максимално што се може. Значи, практично да што помалку контакт со луѓе, пошто преносителот е човек. Да, што повеќе ви препорачале во овие моменти? Повеќе планини или повеќе море? Пак зависи од температурата, нека фино море, не многу висока температура. Пливањето е позитивно за жената, Секако. со тоа што пливање во море, не во базени. Пошто базените се Да, тоа ми беше следното прашање, дали препорачувате базените се колку да има дезинфекционо средство и хлор и се ставено внатре, пак постои можност за инфекција. Не се уништуваат сите бактерии, хламиди и други моменти. Иако велат, се извинам што ќе ве прекинам, велат дека пливањето е едно од најбезбедните спортови во овие моменти, баш поради фактот дека се хлорира постојано водата. На што мислите вие, колку се заштитени луѓето од бактерии? Не е тоа 100%. Тоа е далеко од 100% заштита, така да многу е подобро езеро, море, растојание некаде викаат норми некои 6 метра меѓу пливачите, пошто не се сигурни уште за колку вирусот во водата преживува. А од друга страна, заради таа физичка активност во смисол на пливањето е одлично за бремената жена. Исто така, планина е на 1000 метри, 1200 метри. Тамо е поладно, попријатно, може да се шета повеќе. Така да има можности горе и доле, меѓутоа, во секој случај пак останува истото правило. Маската, рацете и не многу луѓе. Да, Што има ли, помота? постојат ли ризици ако повеќе се изложи на сонце? Па ризикот е тој. Треба да биде одговорна сега. Температурата, од сунчаница до удар, зависи колку е изложена на сонцето, затоа треба да се избегнува. После 10-11 и до 6 некаде, еден момент е топлината на сонцето, втор момент е ултравиолетното зрачење. Пошто обично кога е ведро, кога е има оштетување на озонската обвивка, има големо ултравиолетно зрачење кое што исто така штетно. Посебно во тие пладневни часови. Значи треба да се избегнува. Во секој случај. И како заокружување на нашиот денешен разговор, докторе, во време на светска пандемија колку е безбедно породувањето? Имате, знам, дека вие сте познати со тоа и почнавте всушност. Да. Во Аџи Бадем Сестина како клиничка болница, прво бевте нели само за гинекологија, па се прошири. Да, се проширивте, но дејноста си остана и тука сте најповикан, би рекла, во однос на породувањето. Или ризичните породувања?
Не, мора да се раздвои повторно, значи има Сега. нормални породувања, некаде 80% и околу 20% се тие ризични, високоризични бременности. Тоа се сосема различни состојби. Меѓутоа, од друга страна, пациентка која што е здрава, која што нема, значи прво мора да се знае дека секој пациент што влегува, што е во болницата кај нас, се прави корона тест и тоа со PCR метода као најсигурна, најточна. Значи сите пациенти што се примени во болница се више пред да влезат се проверени. Заради лична заштита нивна, заради заштита на другите пациенти, ни на крају крајава и заради заштита на персоналот. Така да тој што нема, тоа се дека нормален пороѓај. Во еден посебен дел имаме одвоен еден дел за такви хитни пороѓаи. Значи, според уредба на владата, све што е позитивно, што ќе покаже позитивен вирус, ние сме должни и ги праќаме на клиниката за гинекологија акушерство во Скопје, кој што е ковид центар. Меѓутоа има ситуации кај што нема физичко време да се стигне. Ако е пациентката отворена при крај на пороѓајот, ако има крварење јако, состојби, абрупции, плаценти, преви и така некои моменти, кај што ние мора да пружиме помош. За таа цел имаме посебен оддел, кај што пациентка се прима и се завршува се што треба. Во принцип, и здрава и болна пациентка, начинот на раѓање горе доле ист. И сега, ако е потешка состојба на пациентката, више е друга ситуација. Се оди на царски ред, зависи од состојбата. Тоа никој не може да каже што ќе биде. Али се пружа максимална помош на сите, со тоа што првиот проценка е на влезот. Да. Имате протоколи и се придржувате до нив, секако тука се безбедни. Има и уредби од владата што се дадени, така да мора се... Секако. И за крај, докторе, како и секој доктор од Аџи Бадем Систина, го опрашуваме при крај на разговорот како вие се штитите во време на светска пандемија, затоа што за жал требаше да ни се случи можеби COVID-19 да сватиме колку тоа нам сте ми вие потребни и необходни како медицински лица кои се грижат за нашето здравје, а без здравје ништо не си. Да, па здравјето е најскапоцената работа уствари во животот. Се штитиме, користиме сите тие протоколи, сите тие маски, штитници, мијање раце после секој пациент, дезинфицирање на просторијата. Колку психата делува во овие моменти? Па се навикнува човек на све. На све се навикнува. И на добро и на лошо, мора се навикнеш, мора се прилагодиш, користиш максимални методи и секогаш има некој процент. Да, но позитивноста мора да владе. Апсолутно. Немаме избор, мислам, мора да напредуваме. Токму така. Ви благодарам за сите корисни и стручни совети кои ги споделивте заедно со нас и со гледачите на телевизија Алфа. Добро утро секој утро, а посебно за трудниците, секако и предизвиците со кои се соочуваат во овој летен период. Благодарам. Благодарам и на вас. Да. Ке се видиме секако повторно. Да. Слободан Дракулевски, докторот е специјалист по гинекологија и акушерство од Аџи Бадем Систина, продолжува секако со работката со оваа клиничка болница. Ете, денеска позборував малку за трудниците со доктор Слободан Дракулевски. Мала пауза, па веднаш потоа и вашите размислувања на нашите денешни актуелни теми. Бидете тука.